Дали некогаш си ја почувствувал душата на македонската куќа? Просторот кој ти станува близок, свој. Ти се пика во душата. Се наоѓаш себе си, своето место во неа. Секоја од нив ти е блиска, ти се чини ја познаваш од векот. Кога си во неа, македонската куќа ти го нуди срцето свое, резбата. Покрај носијата, обичаите и народната архитектура, примената на резбата во декорацијата на ентериерните елементи представува традиција и дел од богатото културно-етнолошко наследство на македонскиот народ. Резбата представува автохтоно уметничко творештво, кое копаничарите го применувале на украсните делови во ентериерот на таваните, мусандрите, долапите и другите движни покуќнински предмети, како сандаци, кревети, рамки и друго. Музеот на Македонија по 50 години собирање и евидентирање на предмети од македонската куќа, изработени од резбарскиот творечки гени на македонецот низ вековите, за прв пат пред јавноста го презентираше и овој дел од нашето уметничко богатство. Можност да ве воведеме во убавината и топлината на македонската резбарска традиција во македонската куќа, како и во дел од нашето уметничко и историско наследство, кое, за жал, исчезнува. Развојот на градовите во почетокот на 19-тиот век овозможува развој на трговијата и занаетчиството, со што се појавува еден зголемен подем на градежништвото во овој период, со што градовите стануваат културни центри. Зголемениот обем на градбата на куќите и останатите јавни објекти, како и црквите, овозможува потреба и од нивно внатрешно украсување, со што во овој период се ангажираат копаничарите за нивно украсување. Копаничарскиот занает во овој период го достигнува својот највисок обем, со тоа што во црквите тие изработуваат владичини столици, амвони, иконостаси и други ентериерни елементи, работејќи по неколку години на една црква, за кое време тие престојуваат во куќите, каде што во тој период собствениците, кои се поимотни, им порачуваат одредени делови во резба, кои ги вградуваат во порепрезентативните одеи во куќите. Ова е овозможено благодарение на поимотниот слој на турското население, како и македонската буржуазија од овој период. Копаничарите биле организирани во групи, тајфи, кои во почетокот биле во склоп на општите градителски тајфи и работеле во завршната фаза при градбата на куќата, украсувајќи го ентериерот на порепрезентативните одеи. Најпознати родовски фамилии на копаничари, зографи, иконописци и градители потекнуваат од фамилиите: Фрчковци од Галичник, Рензовци зографски од Тресонче, Филиповци од Гари, од Осој и други. Кај мијачките резбари доминира барокниот стил, наследен од италијанските резбари. Стилизираната декорација на смоквини листови, калинки,
акантусови листови и стилизирани птици ги преземале од Атос, додека од италијанските мајстори научиле да ја применуваат човечката фигура и група фигури. Во иконостасот на црквата на манастирот Свети Јован Бигорски е прикажана врвна уметничка вештина со примената на сите креативни изразни резбарски средства во поглед на композицијата, примената на човечките и животинските фигури, растителни стилизирани елементи, како и многу елементи од фолклорот на македонскиот народ, носија, израз на лицето на фигурите и прикажување на нивните емоционални состојби. Нивното творештво се ограничува како традиција на резбарство кое потекнува од Дебарската резбарска школа, која пак влијае врз работата на другите резбарски школи во соседните земји и региони од Балканскиот полуостров. Македонската градска куќа од периодот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век најчесто е со архитектонска форма во контекст на карактеристичните особености на балканската куќа, но со влијание од тогашните современи европски текови. Просторната организација на македонската куќа во приземјето се состои најчесто од трем и подрумски простории, а на катот се одаите, куќата со огништето и чардакот кој ги поврзува функционално сите простории. Декорацијата на ентериерот во резба е применета кај куќите чии сопственици можеле да ја овозможат нивната изработка, најчесто по порачка. Поимотните сопственици со тоа сакале да ја истакнат својата положба во тогашниот општествен систем. Примената на резбата најзастапена била во градските центри Охрид, Струга, Битола, Дебар, Велес, Кратово, Скопје и други. Постои забележителна разлика во внатрешното уредување на објектите меѓу два региона или градови, како и постоење на меѓусебни влијанија при формирањето на декорацијата на ентериерот, што е резултат и на печалбарската работа на таифите. Ентериерното уредување на градската куќа се состои од обработка на таванските површини, мусандрите, долапите и други покуќнински предмети. До средината на 20-тиот век, дрвото се употребувало како основен материјал за примена на декорацијата во ентериерот. При обработката на ентериерот на македонската куќа, неголемо внимание е посветено на изработката и обликувањето на таванската конструкција, која се наоѓа во одајата или на чардакот. Таванот се наоѓа поставен на таванската конструкција, а најчесто значењето на неговата обработка се поврзува со неговата положба на највисоката точка од просторот, со символично значење на давање на светло и сонце, живот на семејството. Обработката на таванската површина во различни објекти има поширок распон во третманот на нејзината обработка, од наједноставни решенија со правилни геометриски форми до сложени естетско-ликовни решенија. Најупотребувани геометриски форми се правоаголникот, кругот и шестоаголникот, како основни елементи кои со ротации и преклопувања овозможуваат добивање на бескрајно интересни геометриски решенија. Централните мотиви, колцата или розетите од таванската композиција представуваат елементи со највисок степен на естетско-ликовно обликување на ентериерот на македонската куќа. Во најголем обем кај македонската куќа во 19-тиот и почетокот на 20-тиот век се употребувани рамните тавани. Како пример представуваат беговските куќи во Дебар, од каде е превземена розетата на македонските пари од 100 денари.
Над основата од дрвени штици се поставуваат претходно изготвени декоративни ленти со стилизирани геометриски или растителни елементи. Високите тавани представуваат повисок конструктивно-естетски степен во развојот на резбаните тавани. Тие имаат посложена технологија на изработка, форма и монтирање во однос на рамните тавани и хронолошки представуваат понова форма, најчесто од периодот на втората половина на 19. век. Триаголни парчиња во резба се поставуваат најчесто на 4 ќошиња. Покрај декоративниот карактер, тие имаат и заштитен карактер, со цел да ја заштитат куќата и семејството од несреќа. Сите појави поврзани со резбарскиот занает, со обликувањето, примената на алатот и терминологијата на неговата употреба, начинот на користењето на материјалот и неговото препарирање, начинот на конструктивната методологија, наведуваат на заклучок дека традицијата на занаетот во еден подолг временски период создала теорија на занаетот, еден вид на формули што биле пренесувани од колено на колено. За украсување и декорирање, секојаш луѓето имале големи мераци. Затоа е најплеменита работа дрвото, оревот. За начин на изработка на тоа дали се долапи или дали се било какви елементи или некои апликации за намешта или комплетни намештаи од дрвото, посебно тоа е орев, кој кај нас го имат во изобилство, е потребно да се направи први еден цртеж, кој ќе одговарат на димензиите на тој елемент кој треба да се направи. Се земат пауз или обична хартија, па со неколку корекции во самото цртање, ќе добијаме еден цртеж кој сме го замислиле, затоа што резбарот вика убав цртеж е половина резба. Со прекопирање на тој цртеж на самото дрво, почнуваат изработка на таа замислена резба во повеќе фази. Првата фаза е одбележување на нацртаните делови, после тоа е копањето, вадење на грунтот со посилни замафи, удари така да се веќе добивате на пластика која е најбитна во целата изработка на резбата. Втората фаза е, зависност од каква резба е, дали е тоа плитка резба, подкопана, скрозирана, да се подкопува, да се финишират резбата, за на крајот да го добијате она што го сакате. Од кога ќе биде завршено тоа дело кој ќе правите, тога оди фаза на конзервирање. Фазата на конзервирање, најубавата конзервација за оревот е со природен бајц, кои се добиват од кафтиците од оревите, кои се оставаат да ферментираат, па после тоа во некои стари садови ќе ги одварите, ќе ги сцедите, па истата вода до испарување ќе ја варите, така да се добивате еден мал концентрат, кој со само на кафена лажичка во литар вода добивате вие еден бајц црн, затоа што дрвото не е секаде исто. Од тој сок кој ќе се направи, од тој бајц се премачкуваат и после тоа се оставя да се суши. Под кога ќе се суши, убаво е да се стави премаз, дали е тоа од најубав е премазот од маслиново масло, за да добие дрвото сјај. И после тоа и за трајна конзервација и за добивање еден сјај на дрвото се користи шеллак или гумилак познати. Иначе за техниката за изработка се потребни тоа е токмак, направен исклучиво од дрво, од што потврдо дрво е подобро, и глета. Со техниката за изработка на таа резба исклучиво се работи рачно, да би се добило она рачната изработка што ние најпоќе кај нас во Македонија цениме.
Според применетите техники, разликуваме внатрешна декорација со плитка пластика, плитка, и длабока ажурна резба. Обработката на резбаните делови е класифицирана на овшарска, плитка, ажурна и подкопана резба. Резбата кај македонската куќа од овој период се употребува и кај мусандрите и долапите. Тоа се вградени ормани во зидот, кои се наоѓаат во одаите со намена за чување на облека и покуќнински предмети, слични на оние во куќата на Уранија во Охрид. Кај обликувањето на подвижните крила од конструкциите на мусандрите и долапите, може да се забележи дека се применува резба на централните полиња. Во однос на применетата конструкција, најчести се подвижните врати од столарско-дрворезбарски тип. Најчесто вратите се составен дел од декорацијата на ентериерот, на кој е применета геометриска декорација складно поврзана со конструктивното решение. Резбата се применува единствено кај столарско-дрворезбарскиот тип врати. Конструктивно, овој вид врати се состои од столарски начин на составување на елементите во форма на дрвена рамка со попречни штици, каде што штиците се поставени со геометриско правилна мозаична композиција во рамките на одредени полиња. Во одредени случаи се поставуваат сегменти од резба над рамката, на која се потпира вратата, што се нарекува надвратник. Кај овој елемент е применета плитка резба со геометриски и растителни мотиви, формирајќи доминантен декоративен елемент од декоративната композиција на вратата. Од движните покуќнински дрвени предмети, кои се составен дел на интериерот на македонската куќа, најчесто се наоѓаат сандаците, кај кои на предната страна е применета растителна и геометриска декорација. Креветите на предната страна на ногарите во плитка резба, столчињата, рамките за огледала изработени во подкопана резба, како и кориците за книги, послужавниците, украсните ножеви кои се изработени во плитка резба.
Од сето ова досега што го видовме, резбата како автентично уметничко творештво на територијата на Македонија, за жал, со исчезнувањето на објектите на македонските куќи низ градовите во Македонија, исчезнува, како што видовме примери во Кратово, Охрид, Струга, Велес и останатите македонски градови. Формирањето на етнопарк во Македонија како идеја е веќе покренато, меѓутоа со нејзината реализација секако би се заштитило ова вредно уметничко творештво, а воедно и со представувањето на македонската куќа би се презентирало и градителското наследство на Македонија. Обземен си, близок со неа. Ако го чувствуваш тоа, дел од копаницата останува во срцето твое, за секогаш.